Добро дојдовте во 113-тото издание на Комкаст, подкастот во кој што зборуваме за медиуми, маркетинг и дигитална култура. Односно, во овој период зборуваме многу повеќе за дигитална трансформација. Денес имаме одличен гостин. Зборуваме со Ивана Дојчиновска, човек кој што изминативе 15-тина, ако не и повеќе години, се обидува да излезе на крај со луѓето во различни работни и организацијски системи. Добро, малце звучеше претерано ова, не се обидува да излезе на крај, туку се обидува да работи на нивниот кариерен пат, се обидува да им помогне на организациите да ги организираат вработените внатре и да извлечат максимум од она што треба тие да го направат. Дискутираме за можеби најважната работа во рамките на дигиталната трансформација, а тоа е промената на луѓето. Останете со нас, следуваат некои 50 на минути одличен разговор кој што на крај завршуваат со нов тизер, односно препорака за гледање на една од претходните епизоди. И оваа епизода, како и сите изминати посветени на дигиталната трансформација, ја работиме во партнерство со A1 Македонија, компанијата чија мрежа, овој пат и според мерењата на Окла, е најбрзата на територијата на Република Македонија. Останете со нас. Ивана, ти благодарам за согласноста да така на short notice да почнеме со англицизми, пошто не може да ги избегнеме толку многу во HR сигурно нема. Па во било која тема денеска, бога ми. Да се согласе да дадеш да разговараме за една од веројатно според мене, а со тебе според тебе сигурно знам, најважните теми кога зборуваме за дигитална трансформација. Не може да не потенцираме во секое спомнување на дигитална трансформација дека всушност трансформацијата е најважниот дел кога се случува внатре помеѓу луѓето. Значи во самата организација, во текот на комуникацијските односи внатре, во текот на односот на луѓето, во визијата на самата компанија. Ти си човек кој што работи во такозвано кадрово, односно HR. Колку рековме, 15 на години? Да, во корпоративен сетинг скоро 15. Во корпоративен сетинг скоро 15, а во поширок сетинг уште повеќе. Уште да. Како гледаш ти на овој момент? Значи, веројатно досега со компаниите со кои што си работела и работиш сте се соочувале со предизвикот на таа трансформација. Предпоставам дека добар дел и од компаниите правеле промени под капата на дигитална трансформација. Како гледаш на работиве и каде нели се вклопува тоа во реалноста во Македонија? Прво да се заблагодарам, всушност да ти одадам признание што воопшто оваа тема ја ставаш на дневен ред кога во циклусов кој што го разговарате, бидејќи е есенцијално важен за што и да се зборува за дигиталната трансформација. Впрочем, и во дефиницијата на дигиталната трансформација е вклучено ова, сега ти убаво што го објасни, а тоа е промена на начинот на работа, промена на мајндсетот, промена на културите. И кога зборуваме за промена, се подразбира дека таа се однесува, се прави за, ја прават и на крај има ефект врз луѓето. Така што неминовно е да се земе овој аспект да се разговара. Впрочем е и проблем кога не се зема предвид. А тоа често знае да биде и една од причините за неуспешни или одложени или малку проблематични активности на трансформација. Како гледаме ние од HR перспектива на дигиталната трансформација, за нас ова не е ништо ново, затоа што во една од своите улоги HR-ите се всушност агенти на промени во организацијата и секогаш кога има нешто кога треба да се смени, кога нешто треба да се смени, секогаш на луѓето се однесува и луѓето треба нешто различно да направат, тогаш на сите менаџери им текнува дека HR-от треба да биде вклучен, затоа што еве сега ти кажи му на човекот како ќе работи од утре. И за нас не е ново, бидејќи секоја промена, каква и да е, во последно време скоро сите промени се под капа на дигитална трансформација, скоро се сложува. Ние се обидуваме да ги примениме нашите фундаментални знаења за тоа како ќе се однесуваат луѓето во одреден контекст. Впрочем, тоа нас не одвојува од другите менаџери, од другите функции. Многумина се прашуваат што е тоа што HR-ите посебно го умеат. Дури и некои од моите колеги тешко го дефинираат, секој од свој аспект, некој од аспект на психологија, некој од аспект на администрација и право, некој од аспект на бизнис партнер.
Меѓутоа, една работа која нас не разликува вака од другите функции е тоа дека ние не само што знаеме кои и какви луѓе треба да работат за да се постигнат одредени резултати, туку она што е најбитно е дека можеме да предвидиме како ќе се однесуваат луѓето во група во одредени околности. Статус кво или кога ќе се променат. И заради тоа улогата на HR-от, односно на HR-овскиот пристап во введувањето промени е многу важен. Ние имаме тука користиме одредени фундаментални принципи и поаѓаме од неколку пресупозиции, неколку премиси од нашето знаење за однесување на луѓето во група, и многу помагаат, кои можат многу да го олеснат овој процес. За какви промени конкретно станува збор? Ајде, може ли некако да го отсликаме, пошто многу често луѓето и кои се вработени не се несвесни дека се случуваат работи, не се несвесни зошто овој потек сега HR му текнало да го направи. Ај, глупости прават они се, не измислуваат нешто. Дали може да опипаме за каков тип на промена, некој да речеме интересен пример или лесен пример да чуем? Еве вака ќе се обидам сега малце да го искарикирам ова за да извлечеме поента. Ја ќе се обидам сега да опишам едно worst case сценарио. Како се прави промена во организација кога не се применува, ама баш ништо од ова сега што го зборуваме. Еве да замислиме дека еден тим од 10 луѓе седат во некоја просторија, работат на некоја одредена заедничка цел, имаат слични или различни работни места. Ако нивните работни места ги асоцираме со столици, тие со тек на време нивните столчиња работни, некој има подобро, некој полошо, некој му се врти, некој се крева, се спушта, со тек на време некој си донел черигиче од дома, си го наместил столчето убаво, значи дизајнот на нивните работни места е некако се изградил, меѓутоа функционира. Сите седат и она што е најбитно, еден од битните фактори е дека секој кога ќе стане са бајле да дојде на работа, знае на кое столче ќе седне и воопшто не размислува за тоа. И се одеднаш влегува некој тамо од некој друг тим, некој менаџер и вика: "И дечки, слушај, супер, вие што седевте од овие столчиња, ама ние знаеме дека има подобри столчиња на кои може да се седи, има вака диджитал на копче се дигаат, се спуштаат и тоа многу ќе ви олесни работата, сите ќе седите поудобно. Ама за да ги донесеме тие столчиња ќе треба да ги фрлиме овие старите." Практично, кога се најавува проект на било каков проект или процес, бидејќи трансформацијава сама по себе не е завршен процес, нели, таа е continuous. Не можам да кажам дека е проект што и да е некаква иницијатива. Обично тоа така изгледа. Од утре ние знаеме дека за вас нешто може да биде подобро, ќе го издизајнираме таму во некој тим, евентуално ќе викнеме еден од вас да ни каже како со столчињава, како седите, а можда и нема да викнеме некој од вас. Туку ние ќе смислиме какви столчиња ви требаат. И има уште еден кетч многу важен. Ќе ги донесеме за 2 месеци, паралелно ќе седите еден месец на 2 столчиња. И уште најважно на крај, вие сте 10, а ние ќе донесеме 7 столчиња. Обично тоа е некоја последица на дигитална трансформација. Сега, ако се ставиме во чевлите на овие што седат на столчињава, од таа перспектива треба да ја разбираме, да се обидеме да ја разбереме тоа што се случува во главите на луѓето кога се прават промени, особено кога се прават така пофундаментални промени. Промената секогаш се рефлектира на начинот на кој што некој работи. Една од HR премисите е дека луѓето тендираат да го прават она што најдобро го знаат. И се тоа вака звучи безазледно, ама секоја промена на рутината, во која повеќето од нив и до степен на мајсторство стигнале, и рутината тоа носи, сигурно се држи за сламката на мајсторството на работа. Тоа е неговата компетитивна предност, тоа е стабилноста и се. И сега ти одеднаш му велиш: "Слушај, од утре ова твое мајсторство не ни треба веќе, затоа што тоа ќе го прави ова некој виртуелно робот. Некој си робот или софтвер или што и да е. И ти ќе мора да најдеш друго мајсторство за себе."
што од аспект на личен развој е супер. Меѓутоа, тука доаѓаме до втората битна премиса, а тоа е дека ние сите, без исклучок луѓето, сме природно, отпор не може би силен збор, ама природно имаме некаков отпор кон промена. Стварна свест е кој колку ќе се натера себе си да ја прифати побрзо или поспора. И кога го знаеме тоа, полесно ни е да разбереме што грешиме, евентуално, се во worst case сценарио кажам, веројатно тоа никаде во ваква форма не се случува, ама што грешиме кога се обидуваме луѓето да ги натераме да ја прифатат и да ја поддржат промената, за да не дојдеме до ситуација, еве, ние толку инвестиравме, сега изнакупивме, колку се изнамачивме, баравме вендори, тестиравме, правевме и замисли вака луѓево, они да не прифатат, па ја не можам да разберам зошто е тоа така. Значи дека, ако успеам добро да пофатам, лошото сценарио и лошиот тип на управување со луѓе со промени е кога ти им ја наметнуваш промената. Ако во ситуација кога менаџментот доаѓа или кој да е и вика сега ние ќе ве натераме или ќе ви наметнеме промена. Не работиш континуирано да луѓето сами ја почувствуваат, ја побараат и нели ја посакаат или се доведат себе си и својот тим до таа некоја променета ситуација. Дали тука веројатно е клучен момент на таа така наречена компаниска или организацијска култура. Во смисол на тоа дека таа е таа нишка за која што сите ние често знаеме да се фатиме и да се фалиме. Леле, кај нас е многу кул, петок идеме, правиме коктели, не знам, готвиме заедно, супер е енергијата и така натаму. И тоа во суштина развојот на компанијата и колку секој од вработените внатре има удел во развојот на компанијата, колку има контрола на својот развојен пат внатре, за мене тоа представува таа организацијска култура. Дали е врзнато ткиво кој што треба да ја направи оваа промена добро, баш таа култура и негување на таа култура и како тоа се случува? Апсолутно. Меѓутоа, сосема си во право. Културата е само репрезент на она што се случува внатре во организацијата. Меѓутоа, културата не се гради само од себе, таа е последица на некои основни структурни поставки на организацијата. Културата е длабоко вкоренета во системите, во процесите, во начините на во стручните процеси кои течат. Значи, не само во HR процесите, како управуваме со луѓе, туку во сите начини на работа е вкоренета. И таа не може, многумина се обидуваат значи, како консултант имам барање и дојди малце да поработиме на културата. Не постои таква. Не постои таква интервенција. Не постои интервенција, дојди ќе работиме на културата. За да се промени културата, најчесто треба да се вратиме многу чекори наназад, подлабоко во организацијата и да менуваме системи. А тоа е се веќе различни работи. Така што велиш што е клучот за да се пристапи добро? Културата е последица, значи пристапот и клучот мора да го бараме на друго место. Културата сама ќе рефлектира ако ние сме направиле нешто поинаку. Клучот е во посветувањето време, прво осознавањето, прифаќањето на тоа дека на луѓето им треба време, енергија и енергија да се да го прифатат новото. Сме се изнагледале еден тон проекти, прекрасни концепти, така убаво сложени. Чекор по чекор, секоја ставка во проектчето, па и у софтвери за task management, лепо напишано како дигиталната трансформација, некоја иницијатива ќе се спроведе, до точка на кој состанок на кој ќе отиде. И сето тоа е во време, во часови измерено, а нема ниту еден час посветено за тоа колку време ќе ни одземе ова од аспект на тоа луѓето да го прифатат. Бидејќи, ако треба вака накратко еден рецепт да дадам за тоа што недостасува во тие процеси, зборување. На секој човек треба да се посвети време и енергија. Вие можеш од било кој човек да направиш change champion,
зависи, кажи ми само колку време и енергија ќе ми дозволиш да му посветам или ќе му посветиш ти. Кои се тие шампиони у градење на таа култура? Дали може да се дали во теорија и во пракса најчесто се лоцираат луѓе клучни во рамките на компанијата кои што би требало да бидат носители на таа промена, би требало да бидат, да речеме, основоположници на таа култура на однесување на вредности и така натаму. Сум видела и ситуации каде што тие агентите на промена, носителите на промена се доаѓаат од сите редови, од независно од каде во организацијата, но во најголемиот број случаи тоа се некакви менаџерски позиции. И тука се враќаме пак на мојата поента. Замисли колку време му треба на менаџментот, читање, убедување, разговор со вендори, биле на милион презентации, додека некој ги убедил дека одредено решение дигитално е подобро за нивниот бизнис. И секогаш кога вендорите им презентираат најчесто на донесувачите на одлуки, читај менаџментот у функционални хиерархии, тие реферираат на нивната лична потреба од бизнисот. А тоа е подобар репортинг, полесно донесување одлуки, подобра контрола на процесите, значи ги атакуваат на нивните лични потреби, на менаџментот. Што повисоко, тоа по структурирано одат тие муавети. Значи, дури на менаџментот му треба многу часови, денови, месеци, читање, убедување, разговори, бомбардирани се со информации, размени, конференции и така натаму, додека прифатат дека некоја промена е потребна и дека ќе биде подобра за нив. Ама кога ќе дојдат внатре во организацијата да имплементираат, не трошат исто толку време и на другите тоа да го пренесат. Сега, зависи, во некоја организација има луѓе кои природно се заинтересирани или се по својата природа сакаат повеќе читаат и така натаму, и тие веројатно ќе произлезат сами, ќе се појават као чемпионс, ако некој знае да ги препознае, често ги има, може и да не се препознаат, да никој не му врне внимание. И тогаш доаѓаме до оној момент, и менаџментот сега знае, они сте као на повисоко ниво на свест затоа што ги поминале овие часови на убедување, а другите као не знаат. И тука се јавува тој некаков непотребен антагонизам. Значи, времето на исто толку енергија колку што на менаџерот или на тој некој од IT, што му треба да се убеди себе си дека ова решение е добро, подеднакво толку време му треба на било кој друг вработен да прифати. Тоа време мора да го пишуваме во плановите, во проектите, да го пресметуваме во пари, во часови, во енергија, во која и да ни е валутата на перформанс. Постојат компании, па веројатно поголем дел од нив барем за кои што јас сум дознал се во доменот на IT, кои што вработуваат луѓе, благо речено, забавувачи. Кои што имаат улогата на работа да бидат забавувачи. Не знам се да не кажам некој по навредувачки збор, ама дали е тоа логичен, добар пристап? Дали е тоа оправдан пристап? Ја не знам ни дали тие луѓе се дел од HR тим, дали се дел од некој тим, или едноставно нивната задача е да смислуваат забавни работи кои што ќе работат на атмосферата во одредена компанија. Дали тој дел е директно во, да речеме, допир со градењето на културата на една компанија? Па е, меѓутоа како последица на културата. Ако во една компанија постои култура во која се негуваат такви некои ритуали на сплотување, тие ќе се случуваат неминовно. Не треба никој да ги организира. Јас имам прилично ригиден став по се обидувам да најдам меки зборови за да го изразам мојот став. За тоа како се гледа во одредени контексти во некои индустрии на HR-от. Мислам дека таквите активности кои ти ги опиша као ентертејнмент, као нешто забавно, значи активности на, не знам, на условно земено ги викаат team building, не е ни тоа, не знам, во смисла на правење огромни кујни за готвење и купување играчки, lazy bags и
правење многу ексцесивни во работно време забавни активности. Кога е тоа вон работно време или еднаш на одреден период е окей, прифат и апсолутно препорачливо, меѓутоа некои работни контексти, сме виделе примери и од IT индустрија и кај нас и надвор, кога тие стануваат повеќе место за забава, па by the way нешто и ќе сработиме. Мислам дека таквиот пристап ја девалвира нашава професија и не затоа што комплетно нема никаква логика да се прави тоа. Луѓето не доаѓаат на работа за да јадат, ниту за да седат на lazy back, ниту за да играат на Xbox. Никој не бира кариера заради тоа. Луѓето бираат кариера и за привлекување, и за задржување на вработените. Есенцијално важни се структурите, системите, природата на работата, обкружувањето, индивидуалниот пристап, давањето можност за кариера, за развој, да не редам сега што се, да не заборавиме дека луѓето бираат кариера или уживаат во својата кариера и напредуваат заради некои сосема други работи. Само заради пинг-понг маса може некого да привлечеме на short term, меѓутоа тоа никако нема да биде добро ниту за бизнисот, ниту за индивидуа. Овде ќе направам паралелата која што ја често ја говорам во овој серијал за дигитална трансформација, дека само ако ја донесеш ти технологијата, не значи дека ќе ја имаш промената. Значи не значи дека ти се трансформирал ако си купил повеќе компјутери или си направил автоматизација на некаков процес внатре. И тоа е тоа, ако ти ја имаш масата за пинг-понг, тоа не значи дека луѓето ќе играат на таа маса прво. Второ, не значи дека ќе го постигнеш ефектот кој што ти би сакал да се постигне со фактот дека тие ќе играат на таа пинг-понг. Да, после имаме ситуации кога мора некој менаџер да дојде да поигра малце пинг-понг за да дојдат и другите. Добро. Се обидувам да се сетам на ситуација. Има. Веројатно најнапред во приказкава се IT компаниите тука, значи и локално, па верувам и глобално, затоа што конкуренцијата е прилично сериозна и голема. Тоа ни оддалеку не значи дека треба да ги ставиме во подредена позиција сите други компании од другите индустрии. Значи тие еднакво, ако не и можеби веројатно и многу повеќе се соочуваат со пожестоки промени, пошто во теорија ако работиш со технологија, ако работиш со таква нека динамична средина, ти си навикнат дека цело време имаш промени некакви. Значи ако ти си програмирал во еден јазик пред 15 години, денеска ни оддалеку не можеш не само што немаш да размислуваш на тоа ниво, туку немаш да куцаш како некој што е 10 години помлад од тебе и логично да станеш менаџер и така натаму. Меѓутоа што се случува во останатите компании, каде што дигитализација значи она радикална промена. Значи има ситуации во кои што луѓе не ни очекувале. Ти на почетокот кажа еден муабет кој што нели ти си мајстор во нешто, знаеш да го правиш добро, ама веќе дискутиравме дека дигиталната трансформација всушност се обидува да ги најде тие моменти каде што имаш репетитивна еднолична работа, да ги земе тие од луѓето, да ги автоматизира во процеси кои што се помогнати со дигитални алатки и да му даде шанса на човекот да работи нешто друго. А јас ти викаш, нели сакаме ние да си научиме нешто и да се држиме за тоа. Мојата паралелна аргументација на тоа ниво е во суштина ние сакаме да идеме по линија на помал отпор. Значи многу често и вработените си наоѓаат линија на помал отпор, знаат дека ова си го тераат, никој не ги чепка тука и си продолжуваат да си го тераат тоа така без разлика што можеби знаат дека може подобро, треба подобро и така натаму. Значи едноставно ова е окей. Толку се за тие пари, толку за кого го правиме и тоа е многу и некои такви други да речеме флоскули кои што се како објаснување. Така. Каде се тие дискрапанци во однесувањето? Значи кај една или друга индустрија, колку си ги посведочила тие? Знаеш, мене понекогаш дури ме боли кога дигиталната трансформација и вака и јавно кога се зборува за неја како воопшто, нели, во нашиот локален контекст се зборува. Обично се држи како ексклузивно право на некои големи системи од одредени индустрии. Као да дигитална трансформација нам се случува само во телекоми, во банки, во финтек и IT. Таков печаток се добива. Меѓутоа, и ако се гледат овие компании, тука проблемите се едни. Тоа се обично поголеми системи, имаат моќ да ги издржат промените, да имаат кадар соодветен, најчесто луѓе соодветни кои знаат да ги водат промените и тука сега веќе проблемите стануваат некакви финеси, стварана пристап. Меѓутоа,
не е ексклузивно право ниту потреба дигиталната трансформација на овие компании. Во 99,9% од случаите, дигиталната трансформација е неминовност и се случува, де факто, и ќе се случува континуирано, во бизниси како што се многу мал дуќан, кафуле, и да не редам една цела низа производни капацитети, помали, поголеми, вакви, онакви услуги и така натаму. Компании кои немаат IT сектор, немаат HR, во кои може би имаат сосема различна структура на вработени, по образование, по пристап, по дигитална свесност или писменост. А дигитализацијата не ги чека светот на сега во моментов е go no go ситуација, или си или не си, во некои индустрија пресудно. Значи, по мене многу повеќе и науката и праксата, сите ние треба да се занимаваме со тоа како се случува дигиталната трансформација во помалите системи кои не се на ниво на свесност. Доволна или развиеност за да можат да го издржат товарот и трошокот. Не мислам во пари, трошок во енергија, во посветување енергија, бидејќи уште еднаш да споменам како на почетокот, промената јаде енергија. За да направи повисоко ниво на енергија, таа ќе потроши, значи има ефект на хистереза, празен од, малце се враќа назад за да може да отиде во друг левел. И мислам дека со тоа треба да се занимаваме, тоа е посебен чептар. И спланиран во следната или таа после незе епизода за Комкаст. Буквално беше у планот кога го правев за темите, една од темите беше мали бизниси и особено под влијание сега на пандемија, која што ни е следно прашање, и нивната трансформација. Значи тука се и образование, тука се и здравство, тука се и не знам фитнес индустрија, тука се еден куп други, не знам, храна и така натаму. Кој што јас сум поборник на тоа да се бараат решенија и да се бараат примери во помалите, затоа што помалите не влегуваат со, како што го кажете, некаков студиозен научен пристап, они во мод на преживување. Значи имаш 10 различни кафичи, не е битно, ќе ги земеме како пример. Три од нив затвориле, 2 се трансформирале и го изгубиле моментумот, 5 продолжуваат да работат уште појако него претходно. Ајде да видиме што е тоа што овие 5 го направиле добро, различно, без разлика што можеби собственикот или вработените инстинктивно, не условно речено, неписмено, иако не на тој начин неписмено, делувале во дадена ситуација. Нивното чувство, нивната претпоставка викала, ова треба да го направиме, го направиле и еве го резултатот. Освен нивните кор процеси, значи ако е продажба, како сме правеле продажбата, две други причини по мене можат да се бараат во успехот или неуспехот на било кој бизнис, мал голем, особено мал. А тоа е пристапот кон дигитализација и пристапот кон луѓето. По мене тие две компоненти не треба да се изземат во било кој разговор или за било каква промена, раст, развој, одржливост, резилиентност на било кој бизнис. Резилиентноста впрочем зависи од HR и од дигитална трансформација во моментов. Да го скратиме вака на најкратко. Да не го забораваме HR-от. Затоа што дигиталната трансформација во својата суштина значи промена на однесување на луѓето. Како тие луѓе ќе се однесуваат и дали промената ќе ги однесе на подобро или на полошо, на повисок или понизок перформанс, на подобра, поприфатлива, понеприфатлива култура, тоа е топик кој мора HR да го средува. И малите бизниси кај нас за жал нормално немаат HR сектори. Ама не се ни многу навикнати да користат консултантски услуги, да прашаат, отистално има некој што знае. Знаеш, ја сега од кога работам консалтинг, имам прилика го откривам македонскиот бизнис локален и кога ме прашуваат како ти е, прво што кажуваме, еве се среќавам со компании кои се прекрасни, имаат супер, јас сум многу голем поддржувач на локалниот бизнис, вака по убедување, сериозно. Тоа е моја мисија, сега работам со локални компании, со задоволство. И гледам дека се содружуваат со решливи проблеми. Значи, за нив,
камен на стопнување се некои решливи проблеми. Еве се од HR перспектива, гледам веројатно и од други. Треба да се научат да си купуваат знаење. Баш кај што треба од внатре да учат тоа да не зборува. Стигаме до моментот на продажба на консултантски услуги. Го дискутиравме во еден наврат претходно. Кај нас ние работиме исто доста со локални компании, локални бизнеси и сега имаш тука различна структура, семејно собствеништво и различно развиено и така натаму. Генералната перспектива, генералното искуство и перцепција е дека, нели, предприемачот знае се, ама нема време да го направи. Иначе многу добро знае он што треба. Главно предприемачот знае се. И кога не знае, да. Само он у моментов нема време. Значи он ти го дава тебе тоа да го сработиш, пошто он не може да се замара сега со тоа, пошто не може он се да постигне. А не е дека се ти знаеш повеќе од него. Верувај ми, во сите сектори е така, сме го јаделе поштено, тотално ви е јасно. Да, најпрво ти објаснуваш, воспоставуваш никаква процедура и после известно време, кога ќе се прифати, тој пристап, после они почнуваат тебе ти наоѓаат, али тоа е супер, ја се радувам кога ќе дојдеме до тоа ниво. Се уште сме, јас се надам дека еве утринска ова најавена војна во Украина ќе ја прекине пандемија и нема да биде топ тема, малку црн хумор. Се уште сме во режим на пандемија, во однесување кое што веројатно трајно ќе ги промени односите на вработените внатре и суштината, структурата по која што ќе се организираат одредени компании. Голем дел од компаниите на глобално ниво, а веќе и локално, да гледаме тоа, одлучија дека работа од дома е нешто што ќе биде редовно достапно за XY работни места и вработени во своите компании. Колку е нов, различен и сериозен предизвик тој моментум. Значи, кога порано дали ќе бил просторот украсен вака, дали ќе била ваква зградата, такво светло, позицијата на седење, no glass, no door policy, open door policy, не знам, glass, бла бла бла, зрачело за филозофијата на компанијата. Значи, било олицетворение, просторот било олицетворение на филозофијата на компанијата. Колку денеска кога го немаме тој простор како мегдан да се искажеме колку ние веруваме во едно или друго, ги отежнува работите и каков предизвик носи во поглед на организирање и промена на луѓето од таа перспектива. И само уште малце да додадам уште еден факт дека имаме ситуации во кои што има нови вработени во компании кои што никогаш не запознале физички ни еден свој колега. Да, многу hot topic. 2 години, ја мислам дека сите се занимаваме со темата работа од дома, да не зборам за нас HR-еве, мислам тоа е hotline. Значи, како јас мислам дека тие најави на почетокот на пандемијата дека еве готово, се ова се сите ќе работиме дома, више никогаш нема да постојат канцеларии. Тоа беше една таква заблуда, бидејќи не се, као ние добро знаеме дека промени не се случуваат така во групното однесување. Мислам, нема шанси сега дека ние одеднаш ќе направиме кат и сите дома ќе седат и од дома ќе работиме и сите компании виртуелни ќе станат. И бројките покажаа дека не е тоа така. Ќе видиме кои ќе бидат последиците, но ни отвори една нова димензија и многу бизниси кои што можат тоа да си го дозволат, начини на работа, пристапи, индустрии си дозволија да направат хибридни режими. Значи виртуелни компании од канцеларија до комплетно виртуелен тим видовме многу малце. На прсти се бројат. Така. Повеќето направија хибриден режим. Тоа значи дека концептот канцеларија, комуникација во живот не се напушта. Би било сулудо некој да верува дека тоа во наредниве 100 години нема да биде се уште модус вивенди за сите нас. Затоа што тоа е, прво нема потреба од тоа, и впрочем тоа е, значи не е тоа промена само на начин на работа, тоа е еволуцијска промена за човекот. И сега малку поблаго треба да гледаме на тоа. Хибридниот режим е супер, ни отвори можност наместо 5 дена да идеме на работа да можеме да имаме bad hair day. Ама тоа не е ништо ново, ни во HR тоа го знаеме, у Google има bad hair day од не знам од пред и од други бизниси милион развиени. И плюс кога се зборува за ова работа од дома, прилично тесногледо повторно се земаат за пример индустрии кои што можат тој луксус да си го дозволат. Так. Ама светот не работи од IT,
бизнисот се заснова на производство, мислам, како тоа замисливме ние од дома дека ќе се случува. Знаеш, малце понекогаш така во хајп на вака ама убаво звучи ова, мене ми беше добро вчера дека седев во пижами и сега еве супер светот ке. Не е баш така. Значи и не верувам дека тоа ќе биде нешто баш многу трајно и дека сегде ќе се случи. Добро, тука го имаме дополнително и фактот што да, можеш да имаш 2-3 дена дома кога сакаш, колку сакаш, меѓутоа дел од компаниите одлучија дека нема да имаат столчиња за сите. И дека ќе имаат различни столчиња за секој, па кога ќе седеш денеска на работа, која маса ти е слободна, на таа ќе седнеш, односно која столче ти е слободно. Тоа го знаеме исто од пора. Тоа многу пред пандемијата го знаеме, има компании што тоа така го правеле со деперсонализиран workspace. И сега тоа може да работи, зависи. Тоа се тие системи кои управуваат културата на компанијата. Ако ти на човек не му дадеш на својата маса да си стави слика од децата и од жената, од мажот, од дечкото, не е важно, ти некаква порака му пренесуваш, какво однесување, каков однос имаш ти кон него, кон неговата индивидуалност и така натаму. Дали е тоа добро? Знаеш, секогаш кој ќе ме прашаат мене, што мислиш кој пристап е подобар, ја главниот консултантски одговор им го дам, зависи. Да. Зависи. Може да е добро, зависи што сакаш да постигнеш со тоа. А во одредени контексти може да е погубно. Да буквално да биде екзистенцијален проблем за организацијата. Културата ќе изеде организацијата, како што викаат нашите татковци, нели? Супер. Во неколку наврати низ целиот муабет спомнуваме нели кариерен пат, зборуваме, значи зборуваме дека перспективата на вработењето е онаа што треба да имаме цело време во глава. Значи не да гледаме само на топ менеджмент или на собственици, собственичка структура или HR пристап, само од нивна перспектива, туку да гледаме од страна на самиот вработен, на некои други не се вработени, ама ајде да речеме овој доминантниот дел на вработени. Што точно подразбери со кого најчесто се работи за дефинирање на тој кариерен пат? Значи, дали е тоа нешто што индивидуално се работи со вработените, дали е тоа што нешто компанијата треба да го има предвид и да го во некои сегменти можеби поттикнува или потиснува за да не го задржи, не го изгуби или го чува вработениот во позиција во која што им одговара? Најсилен тренд и најголема трансформација во HR сферата во последниве години индивидуализацијата. Значи индивидуалниот пристап, бидејќи HR-от многу долго време се занимаваше на колективизирање, на стандардизирање и структурирање на системите. Ајде да направиме систем кој ќе одговара на што повеќе мина за да можеме. Меѓутоа, бизнисите природна и нашава струка малце претера во тоа, и тоа го гледаме низ талент менеджмент програмите. Тоа исто беше вау, каков вајб, бедно 10 години се возеат сите на бранд на талент менеджмент и талент менеджментот до таму стигна да главно почна да се занимава со калибрација на луѓе. И тука влеговме во опасна зона. Не се служуваат сите мои колеги со мене за ова. Од пошироко ја фаќам за да дојам до поентата. Значи, талент менеджментот у суштина почна да калибрира луѓе на начин да ги двои, ти си талента, ти не си. И низ еден исти аршин, низ едно исто сито да ги пребира луѓето кои што се наводно добри за организацијата или имаат некаков потенцијал. Без при тоа да се занимава со овој остатоков доле, условно земен остаток, така што тоа беше една HR-от ги однесе организациите во деперсонализација, во деиндивидуализација, во колективизација. И тоа е исклучително опасна зона. Многу бизниси влегува во таа опасна зона, поготово големи и развиени. Сега, главниот хајп е индивидуализација. Сега како да се вратиме назад од тоа што се трудевме сите да ги напикаме вработените идеален профил на вработен, сите исто да личат ако може. Тоа и во униформи се гледа во начин на облик. Нели? Сега се враќаме назад, сега главниот предизвик на HR-ите како да ги олабават тие системи и како да смислиме структури, пристапи, процеси кои што ќе
поттикнуваат индивидуализацијата. Значи, на секој вработа да му се даде должно внимание и простор, доволно простор за манипулација, сам да пак да си ја направи столицава како што му одговара. Она на што мораме да се навикнеме, а тоа ќе биде најстрашно, тоа е дека вработените организациите мораме да ги разбираме како времена станица за нечија кариера. Значи, се уште е проблем, особено во нашата национална организацијска култура, е проблем да се уште немаме hard feelings кога некој ќе се замине од организација. Се уште со прст се покажува кога некој ќе даде отказ, а сигурно го избркале муабетот. Меѓутоа сега протејски се кариерите, значи протејски boundary list, за тоа зборува HR светот. Што значи протејска кариера? Јас мине во одредена фаза, кариерниот пат не е ваков на еден човек, тој има вакви успони, падови, застранувања и така натаму. Низ личниот развој, во одредена секвенца од мојот живот, мене ми одговара да бидам во ваков сетинг и да го осознам или да го работам ова. Се гледам себе си тука најкорисен, ќе најдам организација сетинг каде што тоа можам да го практикувам. За таа секвенца се спојуваме доколку и на организацијата тоа и треба, со сознание дека кога ова на мене или на неа нема да ни треба, ќе се разделиме. И тоа е, ние мораме се да редефинираме во бизнисите, дури и процесите на работа се направат така да можат фреквентно да ги менуваат, да не зависат од човек. Океј, затоа реков дигитализација иде заедно со ова. И повторно тој човек во некоја друга секвенца од кариерата, ако му се допаѓа, пак се најдаме заедно, имаме мечинг, као со бивши дечко, бивша девојка, пак ќе се најдаме и пак имаме некоја секвенца заедно. При тоа, значи, флуидни кариери се викате. Флуидни затоа што тие одат низ организации. Boundary list значи надвор од рамките на една организација. Јас верувам дека во некоја подалечна иднина овие процеси ќе донесат и до разградување на организациите по себе, на границите по себе, ама тоа е некоја хипотеза сега. Така да оваа гиг економијава, Great Resignation, сега ова што се зборува, па тоа е ништо друго освен овој тренд. Не е дека луѓето, многу ми нагледам дека ги бараат причините во условите во организациите. Не неминовно, не само тоа. Природниот еволутивен процес на кариерниот развој на луѓето е таков. Да наместо да бидат несреќни оние организациите на некое место, луѓето послободно носат одлука да можат да патуваат флуидно низ сопствениот живот и низ околностите. Така што Great Resignation не е само дека организациите не прават нешто како што треба. Некогаш е пул фактор. Значи, задржување на вработен има пуш и пул. Нешто го брка од внатре или нешто го влече од надвор. Овде голема причина е влечењето од надвор, а тоа е само свеста на луѓето сами да управуваат со својата кариера. Се вративме пак на мојот со столчињата и некако лајт мотив ќе ни биде на цела оваа епизода. Мене супер ми се допаѓа примерот, пошто стварно онака во некои ситуации нели не е пинг-понг маса, него се некаков си столчиња као фактор за работа. Ги спомнавме негативните работи. Некако имам чувство дека за нијанса кога зборуваме за локалниот контекст сме по негативни. Дали можеме да извлечеме сега по примерот на столчињата и позитивна варијанта? Дали може да ја раскажеме добрата приказна, добрата страна? Како би требало да изгледа или некој на основ на некој пример како добро поминало некаде? Што не е се црн. Да, апсолутно, никако не е црно. Значи, сите овие процеси не се локална категорија, дека сега кај нас ова вака се случува, у светот не знам како се случува. Мислам, видовме такви трагични флопови на огромни бизнеси по светов, што ние сме супер проаѓа наша економија. Знаеш, ја сепак имам потреба, нели вака консултантски, да направам некој пресек што би можело да се направи, ако неколку практични чекори. И тука сакам вака две реченици да објаснам еден процес, фазите на учење. Тоа ништо ново, не е топла вода, многу мина го знаат. Меѓутоа да се при применување на процеси на промени, чита дигитална трансформација од денешно време, добро е да се осозне уште една вака
уште еден концепт, а тоа е фазите на учење, како луѓето учат, бидејќи промената неминовно е поврзана со учење. Јас до сега на тоа го правам вака, утре морам да го правам поинаку, кога нешто правам поинаку морам да научам. Full stop. Значи, учењето е суштината. Организација која учи е тема одамна, на прсти се бројат организации кои може да се пофалат дека учат. На прсти се бројат и многу се ретки, било каде. За учењето би сакала фазите на учење, значи само да ги предочам чисто како на ниво на свесност. Значи луѓето во 4 фази учат. Првата фаза е несвесна некомпетентност. Не знам дека не знам. Кога не знам дека нешто постои, дека нешто треба, не знам дека не знам. И тоа е комплетна резигнација. Онака, молам, за што зборуваме сега? Дигитална софтвера, бе. Што збориш? Втората фаза е ниво на свесност, свесна некомпетентност. Гледам некој тоа подобро го прави, има бенефит од тоа, гледам дека постои, ама јас не знам да го правам. Тоа е свесна некомпетентност. Следната фаза е знам дека знам, кога ќе научам како тоа се прави, и има уште една фаза, не знам дека знам. Кога многу сум го практикувал, станува рутина и ме носи во фаза на мајсторство. И сега, кога се размислува за иницијативи на дигитална трансформација, често се пренебрегнува факт. Ние тргнуваме од знам дека не знам, од втората фаза. Вие не знаете дека ова треба и сега ја ќе ви кажам како треба. Ама една фаза има претходно. Значи, од не знам дека не знам, луѓето треба прво да се донесат, а тоа е повторно време, енергија, зборување, изложување на контекст, обука и така натаму, во фаза дека знам дека не знам. И тоа е фазата во која се постигнува свесност за потребата од нешто. И постојат тука и алатки. Ние имаме во една организација каде што работев, направивме геймификација. Постојат апликации кои што ти помагаат преку геймификација со игри, со собирање поени, да створиш свесност, дигитална писменост. Свесност прво, па писменост. Значи, те изложува, ти број поени, колку неделно ќе учиш, ќе читаш articles и шо и да е. Значи, тоа може секоја компанија да го направи. Во одредена форма да ја подигне прво свеста за потребата од дигитализација. Затоа велам треба време. Па дури потоа кога одреден тим човек или така натаму ќе знае дека не знае, на свесна некомпетентност, тогаш се дава тренинг. Тренингот е премен кон третата фаза. А откако ќе научи, ќе заврши тренинг, знам дека знам, тогаш му се дава простор за експериментирање, грешење, иновација. Дури тогаш влагаме во она што ние во дигитална трансформација одма го форсираме. Грешите, сега пробувајте, грешите, ајде важи сега супер. Ние сме иновативна компанија, многу сме креативни. Design thinking, lean, сето тоа. Ја барам негде тука, може и книгата да беше, ама ја нема, да стоеше некаде. Значи, дури за четвртата фаза, тука настапуваат овие сите софистицирани алатки на што и да иновации, креации и така натаму, што им овозможуваат на луѓето да станат мајстори и самите да водат промена. Значи, после тоа, кога е човек на тоа ниво, мајстор, по дефиниција, е некој кој може да обучува други и некој кој прави кој challenging status quo на својата професија. Ако не го прави, тоа не е мајстор. И во оваа ситуација мене не ми остава ништо друго освен да кажам секој што стигна до овде да ја гледа епизодава, следна што треба да изгледа, ако не изгледа епизодата со Иван Скендер, која што совршено добро се надоврзува на точката која што овде ја добравме. Ивана, ти благодарам екстремно многу, јас навистина уживав во муабетот, особено затоа што мене овие теми ми се баш многу поинтересни и побитни, и ми се чини дека многу помалку внимание им се посветува кога дискутираме за дигитална трансформација. Уште еднаш ти благодарам и се надевам дека во некоја следна прилика на уште подолго и пошироко ќе го дискутираме. Супер, фала ти многу.
Ви благодарам за вниманието и ако стигнавте до тука, веројатно станавте свесни дека на почетокот не кажав јас дека може да се претплатите и да го слушате овој подкаст, односно Комкаст на YouTube, може да го слушате на Spotify, на Google Podcast, на Apple Podcast, на iTunes, односно таму кај да е, и на Deezer секако, и на Anchor. Претплатете се, кликнете follow, listen, што и да правите, а ако сте на YouTube, има таму едно лайкче, може да го кликнете тоа. Секако, вашите прашања и дискусии и искуства на темата се добро дојдени. До некое следно видување, односно до следната епизода на Комкаст. Поздрав!